Денес имаме полно гости од студиото на Универзитетското радио. Ќе биде интересно, верувам за вас слушателите дека ќе биде интересно. Ние ќе продолжиме свежиот воздух со серијалот на гостување кои што ги организираме од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Серијалот на гостување кои што се однесуваат на гостување на декани, продекани, професори и така натаму од факултетите при УГД. Денеска на моје задоволство од гостување на факултетот за туризам и бизнис логистика, доцент доктор Никола Димитров, продекан на овој факултет, и мислам дека ќе има што да се каже за факултетот за туризам и бизнис логистика. Продекане, добре дојдовте во студиото на ОГД ФМ. Добре, Ќе проговориме за вашиот факултет, најпрвен за конкурсот, за она што е најактуелно, објавен е конкурсот, колку студенти запишувате и на кои студиски програми? Факултетот за туризам и бизнис логистика годинава прославува еден мал јубилеј, 5 години од основањето. Ова нареднава студиска година започнуваме со некаде 650 студенти според конкурсот на повеќе студиски програми. За илустрација, нормално, за сите заинтересирани студенти, ќе дадам малку опис, нели, каде сме лоцирани како факултет, кои се тие студиски програми, во кои места. Факултетот за туризам и бизнис логистика лоциран е во Гевгелија, како со дисперзирани студии во Штип и во Скопје. Од таа вкупна бројка од 650 студенти, кои што ни се одобрени од страна на Министерството, инаку ние побаравме поголема бројка, меѓутоа, еве, таа е дефинитивната бројка што ни е дадена, нели, според конкурсот што е објавен и на веб страната, нели, на Универзитетот Гоце Делчев. Значи 650 студенти, од кои некаде во Гевгелија, заедно со трите студиски програми, таму имаме студиска програма туризам, понатаму студиска програма бизнис логистика и од оваа година стартуваме со студиска програма бизнис администрација. Вкупната бројка изнесува некаде околу 200 студенти, од кои 70 се на туризам, 50 на бизнис логистика и останатите се на бизнис администрација. Така, што ќе значи бизнис администрација? Веројатно е новина на факултетот. Тоа е новина. Ние, впрочем, сме изненадени позитивно од страна на Министерството. Не го планиравме во нашиот конкурс, меѓутоа тие, ценејќи дека има потреба од овој кадар, и дадоe на таков предлог. Ние се одзвавме на ова, веќе работиме полно. Имаме доста професори кои можеме и ќе ги ангажираме во рамките на оваа студиска програма. Исто така ќе бидат ангажирани на професори од економскиот факултет во Штип, така да се работи, нели, ако трпно за оваа студиска програма, иако е кратко времето, меѓутоа ние сме веќе подготвени да стартуваме од наредната академска година. Значи тоа се однесува за Гевгелија. Ќе се вратаме пак повторно за сите студиски програми, меѓутоа да ја завршам мислата околу бројот на студенти. Другите насоки студиски програми кои што се конкретно дисперзирани во Штип, тоа се гастрономија, исхрана, диететика и хотелско-ресторанската насока. Бројката некаде за оваа група на студенти, вкупно ќе кажам, некаде околу 100 студенти, од кои некаде 50 и на 50 да речеме и за едната насока, гастрономија, исхрана, диететика, и за хотелско-ресторанската насока. Нема да дадам детали колку со кофинансирање, колку волени, колку редовни билети. Тоа е и целта, впрочем, да ви сакам јас да црпам детални информации, затоа што и самите студенти нека ја отворат веб страната и нека го погледнат конкурсот. И останатите студиски програми во дисперзираниот центар, нели, наставен центар во Скопје. Тука станува збор исто така за неколку студиски програми, бизнис логистика и бизнис администрација. За изненадување наше планиравме да биде и гастрономија, исхрана, диететика, меѓутоа е ставена во мирување. Малку реагиравме на ова ние, нормално, затоа што сега излегува прва генерација дипломирани студенти и баш бевме запрашани на нас од по кој критериум, нели, е ставена во мирување. Меѓутоа ние ќе почитуваме одлуката на Министерството, иако нема воопшто дипломирани студенти од таа насока, но како и да е, доставено е барање, ако има можност за корекција, ќе ја прифатиме со задоволство и да може да стартува повторно, да си продолжи фактички тоа студиска програма гастрономија, исхрана, диететика. Останатите студиски програми, бизнис логистика и бизнис администрација во Скопје, според конкурсот, бројката е 100 студенти
на студиската програма бизнис администрација и 170, пардон, на бизнис логистика и 170 на бизнис администрација. Кога ме прашувате се конкретно за студиските програми, атрактивноста и слично, по континуитет веќе 5 години студиската програма туризам во Гевгелија е, така ќе се изредам, полно пополнета, нели, во рамките на средношколци кои завршуваат матуранти, значи идни наши студенти од Гевгелија, меѓутоа и од околината. Тука имаме студенти од Дојран, од Валандово, Богданци, од Неготино, од Демир Капија, па дури се јавуваат и од подалечните места, но тоа се помала бројка, но и големиот дел е од Гевгелискиот, да речем, Гевгелиско-Валандовскиот и, да речем, делот од Тиквешката котлина. Бројката се исполнува секогаш на насоката туризам, исто така и насоката бизнес логистика, и цениме дека и насоката бизнес администрација заради својата атрактивност, бидејќи можноста за вработување, ангажман во институциите на министерствата, на локалната самоуправа, работата во различни агенции кои што се во склоп на министерствата, меѓутоа и кои што работат и засебно, понатаму вработувањето во различни центри од сферата на бизнисот, администрација, кои што ќе го менаџира, да речем, работењето и на не само на општината, туку и на се она што значи институционално живење, нели, на регионот, гледајќи го и регионалниот центар, југоисточниот и центар на развојот, нели, на југоисточна дел на Македонија, со центар, нели, во Струмица, меѓутоа со помали центри како Гевгелија, Валандово и други. Понатаму, значи, тие се трите насоки. Туризмот нормално доминира, Гевгелија веќе станува доста препознатлив во сферата, нели, на туризмот, особено, да речеме, тој дел на казино туризмот, хотелиерскиот дел, понатаму ски центарот Кожув, бањата Негорци, Негорските бањи и други содржини кои што од година на година се јавуваат и стануваат интересни не само за нас, за странците, туку и нели, за локалното население кај што наоѓа и вработување. Насоката бизнес логистика дава можности за вработување во повеќе сфери, особено, да почнеме прво од делот, нели, на формирање на свој бизнис, од сферата, нели, на шпедиција, осигурување, понатаму вработување и во други дејности од сферата на економијата, но давајќи ја таа логистика, бидејќи не може да постои бизнисот ако не има и логистички поддршка на истата, а тоа подразбира познавање на многу вештини и способности, нели, на студентите, односно на идните дипломирани менаџери по бизнес логистика, дипломирани менаџери по бизнес администрација, дипломирани менаџери по туризам. Во секој смисол на зборот, менаџирањето е неопходен. Секојдневен дел, нели, на секојдневно живење, особено на младите, се разбира и на повозрастните луѓе, затоа што и нашите сите студиски програми нудат и голема бројка, завидна бројка, нели, на вонредно студирање, што значи давање можност на сите оние кои што сакаат да студираат, а се вработени, не можат редовно да посетуваат настава. Не е само кај нас тоа, туку воопшто и во сите факултети, универзитетот во целост, така да споменеме во Македонија. Така да споменеме на кој начин се одвива наставата на факултетот, веројатно оние кои што планираат да се запишуваат да знаат што ги очекува кога ќе пристигнат овде преведено. Благодарам. Се дополнам сега за Штип неколку зборови за Скопје. Нели, овие сите насоки што ги спомнавме, како на дополнување во Штип, нели, спомнавме гастрономија, исхрана, диететика и хотелско-ресторанска. Така. Мимо овие претходно што ги спомнавме бизнес администрација и бизнес логистика во Скопје, значи другата студиска програма е хотелско-ресторанската и да се надеваме континуитетот да продолжи на насоката гастрономија, исхрана, диететика. Можностите за вработување во сферата на гастрономијата, конкретно се поширокијата дејност на туризмот и угостителството, во Република Македонија се дават многу можности, не само како можност на што дава и самата држава. И Министерството за економија, одделот, нели, за туризам, се надеваме може да некои догледни времена, за брзо неколку години може ќе имаме и своје Министерство за туризам, каде што сето ова што го спомнувам и сите идеи ќе се канализираат и ќе се процесуираат малку на повисоко ниво, со меѓународна соработка. Затоа потоа, значи можностите за вработување во хотелиерството, туризмот, гастрономијата ги имаме, само како илустрација бројката, така ќе ја кажам на некој начин, не е официјално или не е целосно заокружено, 500 може би повеќе хотели, повеќе илјадници ресторани, угостителски, нели, објекти, понатаму вработени лица во сферата на угостителството, на туризмот и не само тоа, во туристичките агенции, како туроператори, туристички водачи, така можностите, нели, како една
гранка која што нуди можности за вработување, нуди можности за студентите за практична настава, не само во земјата, туку и во светот. Инаку нема да биде заокружен системот на високото образование ако не постои федералната пракса. Ние тој и го практикуваме веќе неколку години во континуитет, каде што сите студенти ги спраќаме во Република Македонија на соодветни места каде што по нивни избор, а и исто така и ние им даваме со консултација или со хотели, ресторани, нели каде кои колку студенти побаруваат за пракса. И тоа го покриваме. Исто така и во моментално имате некои студенти кои што се на практика. Да, имаме точно. Имаме бројката 101 студент имаме во Германија. Инаку за Германија кога спомнувам континуитет веќе 2 години соработуваме, минатата година имавме исто така 70 на студенти, годинава 100 на студенти, исто така тие ќе бидат некаде до септември. Како се задоволни таму работодавците? Па работодавците од нас се задоволни, вистина, и дури и студентите, не само работодавците, затоа што буквално се им е обезбедено и одат едноставно на наводници кажано на мала печалба. За студентите тие пари се сепак добре дојдени, се стекнуваат и она што е најважно, се стекнуваат работни искуство, способности, нели вештините, искуството што таму го стекнуваат, целта е да го пренесат овде во Македонија. Тука бидејќи тоа искуство што го освојуваат во Германија меѓу првите 10 држави на ниво водечки во светот на туризмот, така да се во места каде што значат поим за туризам, особено во тој северниот дел на Германија, каде што моментално престојуваат нашите студенти, во ексклузивни хотели, понатаму каде што се на различни места ангажирани во сферата на рецепција, во рестораните, во кујните. Да, тоа е интересно за студентите, дали одат сите студенти на оваа пракса, затоа што знам дека и лани одеа и оваа година одат на пракса, оваа година е проширено со тоа што и заминуваат некои од нив и за Шпанија. Точно така. Дали тој тренд ќе продолжи во наредните години? Во која година од студирањето обично се праќаат студентите на овие пракси? Да, најчесто во повисоките години, значи втора, трета година. Меѓутоа не значи ако е студентот совесен, ревосен во работата, ако е одговорен, може да го пратиме од прва година. Не се лимитирани, меѓутоа гледаме ние да го исполни она што е најосновното, да ги има основните познавања, да биде личност организирана пред се, да нема заглоснување на работа, да нема така ќе се речам народски кривини или не знам што да го бараат каде што е, тука да си го почитува работното време, кодексот на ресторанот, на хотелот каде што е ангажиран, да бидат малку поодговорни. Целта на филијалната пракса е да стекнат одговорност пред секако возрастни личности, утре да тие ќе формираат семејства, бизнеси и така натаму, да ги добијат тие искуства кои ќе ги практикуваат во нашата земја. Така. А исто така, ова што го напоменавте за Шпанија, точно е така. Од годинава веќе имавме на помала група, пративме повозрастни студенти, постдипломци, кои што дел беа од четврта година, трета година, дел се од постдипломските студии, кои што се вратија имаат позитивни искуства, таа група од 15 на студенти. Исто така имаме повторно во Шпанија. Кога зборувам за Шпанија, се работи за еден најелитен дел, значи Балеарските острови, значи тука се работи за Мајорка, Менјорка, Ибица и така. Значи на неколку локации се тие. Еден од предусловите покрај ова што го спомнуваме да бидат одговорни, организирани, вешти во својата работа, да имат познавања, знаења и вештини, и другата е да имат други способности, односно знаење на одреден јазик, во случајот шпански и германски, бидејќи тоа е начинот на комуникацијата, иако во тој дел најчесто од гостите се повеќето од западна Европа, конкретно од Германија, меѓутоа има и од други држави, но јазикот на комуникација покрај шпанскиот е сепак и англискиот јазик. Така, како оди соработката на вашиот факултет со останатите високообразовни установи? Ова е соработка која што е, верувам, со бизнис заедницата која што остварувате во Германија и во Шпанија, иако имате соработка и со некој германски универзитет, па да спомнеме за тоа како е нивото на соработка меѓу високообразовни. Соработката на ниво на универзитет, нашиот универзитет во Цетелчев, има воспоставена соработка со универзитетот во Шевенинг. Значи тоа е воспоставено од минатата година соработка, каде што имаме моментално размена на студенти. Сега ние одиме на таа еднонасочно, меѓутоа се надеваме за брзо време ќе имаме можеби други. Ова што го спомнуваме, веќе најава е на неколку професори да дојдат да посетат Македонија, да се видиме, да се запознаеме, да ги прошетеме низ Македонија. Тие се задоволни многу од престојот на нашите студенти таму. И нормално сакат да не видат, да ја прошириме соработката и се надевам дека ќе имаме можност за наредните години да праќаме и асистенти, и професори,
Значи да се продлабочи соработката, не само како ние, како факултет за туризам и бизнес логистика, туку и во целина факултетот за универзитетот Гоце Делчев. Впрочем, не е само факултетот за туризам и бизнес логистика. Во првата група и сега имаме студенти и од факултетот за медицина, физиотерапевти кои што се ангажирани нели соодветно на струката. Така спомнавте дека има многу можности за вработување и за секоја студиска програма, спомнавте каде можат да се вработат. Колку се дефицитарни овие кадри на пазарот на труд во Македонија конкретно? Така по лични мои согледувања, може би не треба ние да се подудараме на бројки дека толку има недостаток таков кадар. Пазарот на трудот диктира можноста нели на постојана мобилност на вработувањата. Ако денес на пример Македонија побарува условно земја да речеме 1000 менаџери по туризам, што не значи дека тоа ќе биде утре исто таа бројка или ќе се зголемува или намалува. Или обратно, можеби таа бројка веќе во сферата на либерализација на пазарот на меѓународниот труд, каде што веќе наши студенти, не само студенти, возрастни луѓе работат по западноевропските земји подареку. Се надеваме за некоја година со самиот влез во Европската унија, каде што пазарот не е Македонија, туку се работи за европскиот пазар и не треба да не загрижува дека наши студенти одат во странство и дека ќе останат таму и така. Бидејќи свето станува глобализација, буквално интернетот и сите овие телекомуникацијски средства на комуникацијата одат толку напред, така да чувството дека си ти тука или си во Њујорк или си во Хамбург или си во не знам во Балеарските острови ќе биде минорно едноставно. Физичкото отсуство да, меѓутоа комуникацијата си го прави своето, може да се гледате, да се слушате, да пренесете впечатоци, желби, плаќањето, примањата, нели сега нели еврото ние користиме своја валута, денaro, меѓутоа интернационализацијата на платежниот промет мислам дека го олеснува начинот на живот на младите генерации. Во тој контекст моите согледувања, што спомнавте вие колку е дефицитарно, како е, пазарот на трудот го покажува. Не случајно и заложбата на државата во целина е да се дадат можности за вработување или да се ослободуваат од различни во наводници пречки, за да може полесно да функционира додаден бизнис, конкретно речеме во сферата на туризмот и угостителството, се дават субвенции, нели со одредени бенефиции и така натаму, се во рамките да се намали бројката на невработеност. Тоа е едно, што значи ако имаме потреба сега за она што го спомнавте за одредена бројка на туризам, менаџери по туризам, не значи дека таа ќе биде помала или поголема. Динамиката на пазарот, отварањето на некој хотел од светски бренд, на пример, или без разлика отварањето на нови бизнеси од сферата на туризмот, автоматски побарува кадар нели на менаџери, по туризам, по угостителство, гастрономија и слично. Интересно да го напомениме дека и најважната работа според мене и според работата на нашиот раководен кадар, деканот, нели пред професорот Нако Ташков и ние сите професорите на рамките на факултетот, неколку да спомнувам професори, 12 на професори, уште толку некаде сме асистенти, сепак една бројка која што моментално го задоволуваме барањата нели на потребите на студентите и квалитетот на наставата. Се надеваме дека за брзо време ќе имаме и уште подобри услови. Така да она што е поентата, ние како институција и универзитетот се трудиме да ги задоволиме потребите, барањата прво на студентите да добијат знаење, да добијат квалитетно знаење, да добијат способности преку таа пракса што ја обавуваат. Сега во земјата, во странство, моментално ние бараме и одредени лаборатории за нашата пракса, инаку конкретно таа што е пракса во текот на практичната настава ја реализираме во нашите конкретно универзитетскиот ресторан, во други објекти ресторани. Во фаза на подготовка е хотелот, така ќе се изразам нели на Плачковица. Исто така соработуваме со одредени хотели како што е Александар Палас, праќаме студенти таму, соработуваме со средното училиште тука во Штип, Нехтени. Исто така соработуваме со училиштето во Гевгелија од сферата на туризмот, гастрономијата. Исто така туристичкото училиште во Скопје.
се трудиме, меѓутоа убаво ќе биде кога ќе ја заокружиме целата таа институционални оддел за реализирање на нашата пракса во нашите објекти, а во контекст на ова и сега и новиот објект што го имаме добиено во Гевгелија, моментално се работи, за брзо време тоа ќе го отвориме и биден простор ќе го адаптираме и да биде лабораторија каде што ќе се држи практичната настава. Во Штип тоа спомнав во универзитетскиот ресторан и во другите ресторани, во средното училиште, а во Скопје исто така во луксузните и елитни ресторани како што спомнавме и хотел Александар Палас и на други места, каде што имаме и соработка со луѓе кои што се вработени таму во сферата на угостителството и хотелиерството, и тука ја обавуваат нашите студенти таа пракса. И да не спомнуваме само туризам и угостителство, исто така филијалната пракса ја прават и студентите од бизнис логистика и тие најповеќе најчесто ги праќаме во места каде што во сферата нели на шпедицијата, осигурувањето, во другите бизниси и исто така на делот предавањата се поканети предавачи, гости од стопанството, од министерствата како предавачи кои што помагаат во сферата на реализација на дел од праксата, од дел на современи текови во бизнис логистиката, се гости во нашите факултети во Скопје, мислам нашите дисперзирани центри во Скопје, во Гевгелија. Так. И тука сме отворени со работка со стопанството. Така, јас нема повеќе да ве задржувам, имаме ние сигурно уште многу разговор со оглед на тоа дека имате многу активности, ќе посакам среќа и да ги пополните сите места според конкурсот година, па да се видиме повторно за убава прилика. Ви благодарам на поканата, се надевам дека бројката ќе исполниме. Ако има поголем интерес, па тогаш нека ќе мислиме повторно што да правиме, нели? Так. Сепак интересот сега за сега е добар. Се надеваме дека тоа ќе продолжи во континуитет и сега од ова место ги повикувам сите заинтересирани студенти да го сериозно да го погледаат конкурсот, нели објавен на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев, да го погледаат нашиот дел на факултетот за туризам, бизнис логистика, да ги погледаат и другите факултети, нека размислат и нека се одлучат. Така, ви благодарам. Тоа беше разговорот со доцент доктор Никола Димитров, продекан за настава на факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев. Ние ќе продолжиме со програмата, останете на оваа фреквенција.